На крајниот север од Европа, во студената Норвешка, неверојатно успешна универзитетска кариера гради 31-годишната Драгана Папарова од Штип. Драгана таму отиде непланирано пред само 4 години, а веќе е професор, постдокторант. Насловот на темата е дата простори и трансформациите при иновација и управување со податоци, и темата е дел од полето на истражување информацијски системи. Тезата на огромниот труд Папарова ја бранеше цел ден, а оценувачкиот тим професори се смрзнале како Норвешко езеро во јануари, слушајќи ја низината елаборација. Комисијата се состои од 3 членови. Едниот член е интерен член, кој што доаѓа од универзитетот или институцијата каде што се поднесува тезата. Меѓутоа, одлуката за тоа дали тезата е достојна за одбрана и дали има солидно научно-истражувачко ниво е базирана на двајца екстерни опоненти кои што доаѓаат од интернационалната заедница на информацијски системи. Во мојот случај тоа беше професор од Шведска и професорка од Италија. По ова, Драгана добива редовно работно место на Универзитетот во Осло, каде што и се уште работи. Кои се низините работни обврски? Мојата позиција на Универзитетот во Осло е постдоктор. Тоа е позиција која што е временски ограничена во мојот случај на 4 години, меѓутоа обврските или секојдневните обврски се всушност исти како и за било кој друг академски вработен на универзитетот. Значи, ние вршиме научно-истражувачка дејност во областа на информацијски системи. Во Норвешка ништо не е лесно, а младиот доктор по науки од Штип тоа го прифаќа со задоволство. Работата е напорна, меѓутоа мислам дека доколку го работиш тоа што го сакаш, голем дел од обврските не ги сметаш како обврска, туку ги работиш со задоволство. Драгана не сака да прави паралела за образовниот систем во нашата држава и во која што сега живее, но вели дека е горда што потекнува од Македонија. Секако мислам дека секој е горд на корените од кои што доаѓа. Многу е важно за еден човек, особено за млад човек кој што ја напушта својата држава за да ги постигне за да се оствори кариерно во друга држава, да биде селективен во поглед на тоа кои карактеристики од културата во која што сме родени ќе ги задржиме во себе. За многу краткиот период кој на Драгана и беше потребен и успеа да ги оствари своите визии, формулата е едноставна. Па пред се треба да имаш чиста визија за тоа каде сакаш да бидеш и што сакаш да постигнеш. Меѓутоа, многу поважно е еден човек да не се плаши да размислува поинаку од луѓето околу него и да зема чекори кои што можеби се чинат на моменти недостижни. Сепак, колку слободно време има во денот и како го тоа користи? Во принцип, немам многу слободно време. Се трудам да тренирам 2 пати до 3 пати неделно, гледам филмови и поминувам време со мојот партнер или разговори со фамилијата и сите пријатели кои што ги имам. Гледано од дистанца од Северна Европа, што е променето во Македонија во овие години и дали следи што се случува тука? Па, секако ќе следам што се случува. Мислам дека една позитивна промена е што младите луѓе не се плашат да целат високо и да ги остваруваат своите визии. Мислам дека имаме млад кадар со многу голем потенцијал и дека младите луѓе треба да бидат поддржани. Поголемиот труд и неверојатната желба за успех, за овој голем резултат стои и нешто друго. Па мислам дека има многу луѓе што се заслужни кога еден млад човек си ги остварува своите цели. Секако дека фамилијата е важна. Јас имам фамилија која што ментално секогаш била од голема поддршка, меѓутоа мислам дека е многу важно да имаш луѓе кои што се остварени во полето во кое што сакаш ти да се оствариш и луѓе кои што ќе го препознаат твојот потенцијал, ќе бидат среќни да вложат време и ресурси. Ваквите приказни секогаш имаат многу прашалници и одговори, но во случајот на Драгана Папарова приказната е едноставна. Во Осло стигна само со еден куфер, кој едва и го одвлечка до станот. Не познаваше никого, во себе имаше многу малку пари, а својот успех таа веќе го гледаше.
Ништо не ја спречи во тоа, а сето останато за неа се само детали.